Докаде стигнавме, почитувани? Наместо денес да расправавме за некоја странска инвестиција, ние се расправаме за кризи во Република Македонија. Се сеќавате на големите ветувања на Заев за Google, Facebook, Volkswagen. Ја што не дојдоа ни Google, ни Facebook, ни Volkswagen, барем за Lidl да оставеа простор во Eastgate новите дучанджи. Но за жал, оваа власт инвестициите ги свати дека се однесуваат само лично за неа, додека за сите останати остануваат дефинитивно кризите. Па така, стигнавме денес до третата точка за кризна состојба, а тоа е, нели, енергетската. И би сакала да се обидам некако хронолошки да пристапам како стигнавме до оваа состојба. Имено, долго време се укажуваше дека Македонија е на прагот на енергетска кризна состојба, а заради штетните владини политики, но власта се обидуваше ова да го прикрие, односно пробуваше, особено во пресред на локалните избори. Но за волја на вистината и на сите дотогашни укажувања и предупредувања, лошата вистина сепак излезе на виделина само што завршија локалните избори и се покоси со сите дотогашни лажни убедувања дека состојбата ни е стабилна. Па така, на 9 ноември владата донесе уредба за прогласување електроенергетска кризна состојба, а денес се бара токму од нас истата да ја продолжиме за наредни 6 месеци, што 3 пати досега професорката Силјановска нагласи дека е спротивно на Уставот. Инаку, за периодов од месец дена на уредбата ништо не се измени, освен што народот во Република Македонија стана посиромашен за 65 милиони евра или 4 милиарди денари, кои се испумпаа од буџетот на сметка на АДЛМ и АДМЕПСО, како би можеле истите да продолжат со нивната неуспешна приказна и во иднина, но овој пат на сметка на граѓаните. Со оваа сума од 4 милиарди денари можно е да се изгради половина нов блок во Рек Битола или пак било каков друг нов енергетски објект кој што секако добро ќе ни дојдеше во оваа криза. Но за жал, СДСМ секогаш го избира најдобро познатиот метод за време на своето владење, а тоа е испумпување пари од граѓанската сметка. Кожните фотели од телешка кожа и мноштвото вработување на сестри, браќа, фризерки и останати доверители не беа во корелација со неработењето на енергетските фирми во Македонија, па сега нивното аздисување и неработење ќе го плаќаат граѓаните на Република Македонија. Почитувани, јас не сум експерт по енергетика, но сепак сакав накусо и најпросто да сватам што во суштина се случувало, па затоа се обратив кај една личност која што има познавање од оваа област и која што успеа да ми долови за што се работи. Па мојата верзија би одела вака. Елем има склучено договор со Евона колку струја годишно треба да им испорача. По договорот се фиксира и цената на таа испорачана струја и таа е договорена на околу 36 до 37 евра и ова мора да се испочитува без разлика на се. Од друга страна, за да Македонија има струја не само во ваква европска енергетска криза, туку и кога нема криза, Елем треба да копа јаглен во Рек Битола преку лето. Арно ама, Рек Битола не копале јаглен и заради тоа се истрошени сега и акумулациите на нашите хидроцентрали, кои што служат исклучиво како резерва, односно доколку нема навистина јаглен. Работата е што јаглен имало, но Рек Битола не го копале преку лето. И сега што се случува? За Белја, струјата поскапува во цела Европа, а за среќа, зимата, односно есента, ни помага со тоа што не ни се толку минусни температурите. Во Европа, заради се уште вака релативно не така ниски температури, има струја, ама таа е многу скапа. И негде цената е стасана веќе до близу 320 евра за мегават час. И Елем сега треба да ја купува струјата поскапо од Европа, но е задолжен истата да ја продава според договорот со Евона, а тој беше околу 36 или 37 евра. Инаку, за да може да се користи струја од европскиот енергетски систем, треба кај нас да е случена хаварија. Кај нас не се случи хаварија, туку нашите буквално краделе струја од европскиот систем заради тоа што навреме не копале јаглен.
Може би за да изглумат некаква хаварија се случи и пожарот од пред некоја недела во рек Битола, што е уште пострашен показател дека сме оставени на милост и немилост на овие неработници и криминалци. А за информација на македонската јавност, секој ден крадена електрична струја од Европскиот енергетски систем, Македонија, односно македонските граѓани, ќе ги чини по 1 милион евра. Вкупно 15 дена ние, односно нашите енергетски експерти, си краделе струја и сега имаме да плаќаме минимум 15 милиони евра за овој криминал. И зашто ни преостанува понатаму да дискутираме, освен дека имаме неспособни и незаинтересирани за работа луѓе кои ни ги водат клучните институции кои и покрај овој класичен нивен дебакал немаат намера да си понесат некаква одговорност. Ги обвинија директорите на подружниците и ги разрешија, а тие остануваат да продолжат со нивните криминали. Имаше испад на едниот блок во рек Битола, другиот се реновираше, за третиот навистина не знам какво оправдување ќе се најде. Целата среќа во сета оваа несреќа беше што сепак времето не послужи и што колку толку немавме огромна потреба и потрошувачка на електрична енергија. Доколку стане постудено, иако истовремено нашиве компании не снабдат со струја, не се исклучува варијантата да се прејде на агрегати кои би работеле на нафта и на мазут, што пак дополнително би влијаело на аерозагадувањето во Македонија. Но секако, никој досега како и да не се загрижи за живиот свет во пресушените ни реки и езера, а заради погрешното и криминално енергетско менаџирање во Македонија. Сепак ова се ептен зелени теми за кои се надевам дека актуелнава гарнитура на власт има своји експерти. Очигледно само перцепцијата кај ВМРО ДПМН е лоша и никако да ја перцепираме зелената агенда кај вас. Инаку, на Комисијата за одбрана и безбедност завчера расправавме по однос на оваа точка и ни е јасно дека Македонија никогаш немала капацитет за целосно сопствено производство на електрична енергија за сопствените потреби. Но, на времињата кога од рек Битола се копало јаглен и се работело совесно и одговорно, Македонија постигнувала да си произведе до 70% од потребите, а останатите 30% ги увезувала. Сега имаме обратна или уште полоша состојба. Сега соодносот е 30-70 во полза на наше производство или можеби и уште помалку ние самите си произведуваме. И како за ова никој да не е одговорен и власта да се правда само со тоа дека цела Европа е во енергетска криза. Почитувана јавност, ние и пред кризата сме имале енергетски така наречени експерти кои од оваа гранка си гледале личен профит и ништо друго. Тие и пред кризата не работеле и сега не може да се извлекуваат само на име на кризата, како што тоа нели го прават и со ковид кризата. Ова што ни се случува е навистина загрижувачки и страшно и не знам како може да се фалите со тоа дека од 1 јануари сметките ќе се покачале само за 10, а не за 20%. Како да им се малку на нашите граѓани сите останати поскапувања, па сега ги тешите со поскапување од само 10%. Како да снимате реклама за производи на попуст, а не како да сте единствените виновници за сите овие поскапувања. Потрошувачката кошничка за месец ноември е веќе поскапа за 320 денари од таа во октомври, а таа пак во октомври беше поскапа за 200 денари од таа во септември. Сега изнесува околу 34.500 денари и е за речиси 100 евра повисока од просечната македонска плата. Зарем на овие луѓе ќе им се фалите со тоа што струјата ќе им ја поскапите за само 10%? А што да кажат оние со минимална плата или невработените? Или што вие на нив имате да им кажете? Дека ВМРО ДПМН крева паника, дека ВМРО ДПМН не знае што зборува, па овие податоци се токму од Државниот завод за статистика. И навистина не знам што уште да додадам или одземам, освен дека вие навистина не сте во состојба да процените кога навистина е доста. Заев после првиот круг на избори изјави дека ја сватил пораката на граѓаните, за да истите тие после само некој ден ги нарече зло.
Ова е исто како и со изјавите дека нема да има никакви ценовни шокови и енергетска криза, за да денес сме на разгледување на точка за продолжување на кризната енергетска состојба. И наместо Заев пред да си замине да побара одговорност од Филипче и од Ковачевски за овие две кризи, тој се раздава со министерски и функционерски позиции како да е на пазар во Горни Милановац. За крај, енергетската криза во Република Македонија е резултат само и исклучиво на неодговорното менаџирање со енергетските ресурси и за истата треба да си понесат одговорност оние кои што до неа не доведоа. Дали ќе продолжи или не кризната состојба, секако ќе одлучи ова испазарено моментално мнозинство. Ние сме тука само за да ви кажеме дека не ве бива и дека треба да си заминете, ама и да одговарате. Ви благодарам.